Почитувани, добро утро. Ние продолжуваме со програмата на Слободен печат, а во наредните 10 до 15 минути ќе продискутираме она што е се уште актуелно во нашето соседство и со особен интерес се следи и во Македонија, бидејќи такви потреси кои што во моментов и протести се организираат во Србија, во целата тамошна јавност се доста интересни, односно се вредни за анализирање, дискутирање во домашната јавност. Како Македонија треба да се постави во цела оваа регионална состојба, односно во соседството со Србија, како македонците во Србија гледаат на протестите во Белград, но и во другите градови, по несреќата од Нови Сад. Утринава ќе продискутираме со нашиот гостин, а тоа е веќе познат баш и наш редовен гостин овдека во студиото на Слободен печат, господинот Горан Илиевски, представник на македонците од Србија. Утринава разговараме на тема протестите и се она што политички се случува во соседството. Добро утро, Илиевски, добро дојдовте уште еднаш во Слободен печат. Добро утро. Ме слушнавте во мојата најава во однос на тоа на што би сакале да се задржиме, ги следиме со огромно внимание случувањата во соседството, ги броиме прегазените луѓе, ги броиме изјавите на политичарите, но ја гледаме желбата и надежда на студентите, на оние неполитичко обоените личности кои што се цврсто решени на улиците да истраат во нивните барања. А тоа е од она што можеме да го заклучиме смена, односно да дојде промени во дел од владеачките политики кои што во моментално се на власт во Србија. Можете ли накратко да сублимираме, да кажеме што имаме во соседството, што се случува реално таму? Многу е комплексна состојбата во Србија. Кулминираше еден систем кој не беше функционален, инкриминиран тотално од највисока структура на власта, така да едноставно се прели чашата и што вика наш Ѓорѓе Балашевиќ од Нови Сад, прекардашило. Ја ово би почнал со паролата која користат и студентите: не би било ове крви да е било све по закону. Илиевски, вие сте особено присутени во тамошното општество, меѓутоа и овдека сте застапени во однос на тоа кога ги разобличувате, односно одблиску ги анализирате состојбите. И сега во домашната јавност малку се поделени размислувањата за она што се случува во Србија. Дел од домашните експерти па јавноста велат дека треба да следи ослободување на Србија од недемократската власт, недемократските процеси во земјата, преку протести, па и евентуално насилна смена на власт, но меѓутоа и друга страна на овдешната јавност е дека да, треба да се чуе гласот на студентите и треба можеби да се издейства, но сето тоа да биде во демократски начин, кој што ќе ни одговара и на релациите меѓу двете држави, но и како демократски развиен свет. Каде е вистината? Па вистината е увек некаде помеѓу. Значи факти ќе изнесам, кои овде не знам како се представуваат, очигледно не се представуваат онака како што се дешава. Во Србија постојат 174 локални самоуправи, 151 е во протести. Значи не е тачен онај вид на изјави 70 само општини, само 20 во протести, мало школи излегоа. Имаме сите универзитети најголеми во Србија, Белградски, Новосадски, Нишки, Краљево, кои се во протести. Преку 40 факултети. 4000 професори потпишаа и застана зад своите студенти. Тоа му дава една сериозност, пошто ова се ретки протести кои едноставно студенти успеа цела интелектуална јавност во Србија да застане зад нив. Значи не само професори, застана и земјоделци, застана на крај краишта и бајкери, застана средношколци, застана гимназии. Значи ова е еден све општи бунт. Во Србија се случува народот. Тамошните представници, односно репрезентантите на македонската заедница во Србија, меѓу кои сте и вие представник овде, за кого поддржува или обратно каде ја гледа слабоста во тамошните институции за сето она што сега е таму актуелно? Па ја морам да потсетам како се понаша кога дојдоа на власт пре 8 години во СНС, дека бивме напаѓани на најниско ниво баш преку медиумите.
не обтужува поради многу работи за кои македонци во Србија не се виновни. И тоа кулминираше со промена на булевар Гоце Делчев во Белград, со ништо не испровоцирани. Тој булевар и денеска во Белград го викаат булевар на Гоце Делчев. И ни раскинаа дипломатски односи со Македонија. Тоа е највисоко ниво на непријателство помеѓу две држави, кога се раскинуваат дипломатски односи и тие се пред објава на војна. Македонскиот народ тоа во Србија со ништо не го заслужи. И кога на Вучиќ му рекле колку има македонци во Србија, дека сме огромно гласачко тело, тој промени риторика и почна да не нарекува братски народ. Братски народ е со српскиот народ, македонски народ, али со власта која не уважава, не почитува, не можеме да бидеме склони и да ви даваме доверба. Од сите политички субјекти кои сме во Србија ни еден не е за ова власт во моментот. Некој покуша една партија да направи со него некои преговори и прекина таа нашата акција за бојкот на избори. Меѓутоа, денеска сите ги поддржуваме студентите. Братски, српски и македонски народ своје единство го покажа со тоа што никој не може да го раскине, а тоа е родбинска врска помеѓу српскиот и македонскиот народ. 95% македонци во Србија се во родбински односи со србите. Значи тоа се све мешовити бракови, деца од мешовити бракови, трета, четврта и пета генерација. Меѓутоа, овде ќе се надополнам со едно потпрашање, господин Илиевски, состојбите и перцепцијата на македонските граѓани за Србија, па и тамошната власт е малку поинаку. Повеќе анкети говорат дека можеби македонските граѓани ја гледаат Србија како најголем пријател, вклучувајќи тука и тамошната власт. Анкетите се толку драстични, наклонето позитивно кон Србија како земја во целина, да таа е можеби на една од листата на најголеми пријателски земји позади САД, Европската унија и така натаму. Како тогаш ги коментирате или ги анализирате досегашните политики на тамошната власт во однос на Македонија, зошто македонските граѓани влеваат, односно имаат толкаво расположение кон Србија? Позитивно. Пријателство меѓу народот не мора да значи да го одобруваме раководството на таа држава. И српскиот народ е против Вучиќ, тоа го покажа со масовноста на овие протести. Значи, све народно пријателство, врски, не може раководството кое тренутно една политичка власт да го поквари и тоа схватија, али мало покасно, така да една отуѓена власт не може да се повикува на пријателство помеѓу двата народи, а да работи на уштрб на тоа пријателство. Ние немаме од локална до парламентарна власт ни еден представник македонец, иако од една страна не представува као братски народ, многу функции добија сите други народи кои не се толку блиски со српскиот народ, као што се хрвати, буњевци, унгарци, бошњаци, а ми као македонци немаме своји представници во ова извршна власт. Затоа едноставно сме турнати во опозиција. Касно схватиле тоа и сакале да преговараме, али не можеме да преговараме со некој кој не почитува. И на крај краишта тој схватил дека направил грешка, али грешки во политика не се простуваат, све се памти. Значи, можеме да резимираме дека македонците во Србија ги поддржуваат студентските протести и се истрени во барањата на студентите. Меѓутоа, овдека би сакал да продискутираме во вториот дел од прашањата и да направиме некаква паралела во однос на тоа што се случи таму и какви слични некои работи се одвива овдека во македонското општество во однос на нефункционалноста на институциите во Србија и Македонија. И овдека имавме несреќи, имавме шарена револуција, гледаме и таму некакви слични елементи и наводно умешување на надворешни сили во протестите. Колку нефункционалноста на институциите во двете земји може да направи или обратно да ја поправи оваа слика или да оди во една надолна патека? Македонија треба да научи многу работи од искуство од ова што се во моментот случува во Србија. Корупција во Србија почна да убива. Рацете им се крвави, баш токму поради корупција која досега до врвот на пирамидата на власта во Србија. За жал и во Македонија имаме многу нефункционални институции и тоа треба да се каже јавно, да дојде до една
национална агенда која е тотално погрешна, каде што имавме албанизација на некои институции, али не албанизација да се застапени во одреден број пропорционален албанска национална заедница во Македонија, туку дуизација, имаме партизација по национална основа, што е многу лошо. Добро. И ми имаме сега една нефункционална држава, каде што врх на таа нефункционалност се одразува баш како и во Србија, идентично, во обвинителство и судство, во правосудниот систем и во Македонија имаме огромни недостатоци и народот тоа го покажува со своји анкети, со многу низок ниво на доверба во правосудниот систем. Одлика на една држава е здрав и праведен правосуден систем. Тоа и во Македонија е на многу ниско ниво. Имаме многу институции кои се нефункционални, каде што имавме вработувања по Бадентеров и Балансер. Бадентер као министар на правда во Француска не уведе свое правило, каде што исто тако има многу национални малцинства, зашто го уведува во Македонија. Тоа беше еден многу лош чекор за Македонија, да некој по национален клjuč може да представува одредена институција, тамо да работи, а да нема своји способности. И тоа мора да се истера до крај. Македонија мора да стане функционална држава, докле год може тоа да го оствари. Каква е состојбата, односно каква би била иднината и судбината на соседна Србија, ако велите, според она што го истакнавте пред малку, дека и тамо ерозивниот систем на големо го зема данокот во судството, во правдата, во сите општествени гранки? Па корупцијата Дали се кулминира. тоа брзи избори, господин Илиевски? Не, Дали е тој некој меѓународен фактор кој што би можел да посредува, или пак српската опозиција, помогната од оние кои што ги засегаат протестите, би можеле да издействуваат некакви позитивни рефлексии на евентуални избори во Србија? Студентите многу умно, многу организирано покажуваат што е демократија. Студенти во своите пленуми покажуваат што е врхунац на демократија. Добро. Значи немаат воđи, не можат да ги обезглават, едноставно знаат што сакат и верувајте ќе одат до крај. Ова најде на огромно задоволство во народот и огромна поддршка. Сега на патот од Нови Сад до Нови Сад од Белград беа масовно поддржувани од народот. Народот иднина гледа во овие студентски протести. Добро е што се деполитички и се огради од сите политички партии, да не можат да бидат жигосани дека се нечии платеници, најамници да задоволуваат политички барања. Значи, барања се многу јасни. Кој во тие барања не може да се препознае, тоа е сериозен проблем. Значи, барања се во тоа да биде системот функционален државен систем, кој се овластување на председателот, рекоа кога тој не е надлежен. Не може председател да биде надлежен за се и се што, све да одлучува. И врхов на таа една коруптивна пирамида доаѓа до самиот врв на државата. Тоа сам треба да схвати, студентите тоа многу јасно го кажале, со една само реченица, не си надлежен и дека нема што да преговараат со председателот. Меѓутоа, српскиот председател, српскиот државен врв презеде низа на мерки, меѓу кои беа некои исполнети од барањата, и во моментов имаме влада во оставка, ако можеме така да ја дефинираме, од српскиот премиер Вучичевиќ. Меѓутоа, се уште продолжуваат протестите, се уште продолжува некаква нестабилност. Кратко едно прашање во сосема на интерес на времето. Како тоа би се решило според вас и како Македонија треба да се постави во една ваква со еден ваков нестабилен сосед во овој момент? Македонија нема што да бара да се меша, затоа што се ова внатрешни работи на нас во Србија. Сега во моментот е техничка влада, без некои ингеренции. Вучич не може да ги дезавуира и да ги лаже студентите дека захтевите се исполнети, а да им даде само дел од документација. Студентите ипак знаат некои работи, не може да ги лаже како што ги лаже пензионерите со повеќање на пензии, не може да ги купи. И едноставно, док не се направи прелазна влада, преодна влада, која Вучич избегава и лажно говори дека прелазна влада е да се земе власт во Србија без избори, не е тачно. Преодна влада е влада како во Македонија, која треба да спроведе легитимни и регуларни избори. Тоа е најголем проблем во Србија, зашто опозицијата не можеше до сега да има
некој појак ефект. Значи, тоа има една машинерија која спроведува избори, тоа се свесни и студентите и сите политички субјекти во Србија и тука може само страниот фактор да се меша, да се направи една преодна влада што на Вучиќ не му одговара, која ќе ги спроведе изборите. Сосема кратко, колку е тоа сценарио реално според вас? Па тоа е еден излез од оваа криза. Многу тешко е да се менува власт на улица со револуција, тие времена поминаа, студентите одржуваат мирни протести, ги елиминирале сите хулигани, само бара да бидат заштитени, jer основно демократско право е да се протестира против некого со кого не е задоволен. Ќе има избори и мора да има регуларни избори, тоа е единствен услов, регуларни избори и експертска прелазна влада која ќе ги спроведе тие избори. Тогаш ќе се види право однос на силите и кој треба да ја води Србија. Господин Илиевски, ви благодарам уште еднашка за ова ваше гостување во Слободен печат. Се надевам бевме интересни и одблиску, меѓутоа со еден поинаков агол успеавме на нашите гледачи да им ги доловиме оние последни информации кои што ни се случуваат во соседството, а вие помалку или повеќе сте инволвирани како заедница на македонци во Србија. Благодарам и на вас. Ви благодарам уште еднашка. Почитувани, тоа беше Горан Илиевски, представник на македонците од Србија, соседна Србија, со кој верувам дека бевме интересни и ги слушнавме ставовите во однос на оние протести кои што ги одбележа овие изминати 3 недели во соседна Србија. На вам ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Слободен печат.